ме прашате за сликата из очето, сега ќе ви кажам кратко во две реченици. За 4 години 400 проекти, бидејќи ме прашавте за отчетот, за 4 години 400 проекти, од кои 140 асфалтирани улици. Ако сакате, можем и да ви ги прочитам за што се работи. Единствено во населените места, како што е и моето, се гради создава само кога ВМРО ДПМН на власт. Во однос на водата за пиење, почитувана колешки. Значи, населбата Балканска ја формира и основа мојот дедо Трајко Демков. Со доаѓањето на македонци од Егејска Македонија тука во близината и се вградени во изградбата на памашна индустрија Македонка. И едниот ми дедо и другиот ми дедо граделе, ја создавале Македонка, кој впрочем се вработиле поголем дел и во Македонка тука. Другиот дедо завршил во Битолот, кај што се вие, а понатаму ја гради и болницата во Скопје, учествува бидејќи бил мајстор, меѓутоа го гради монополот во Прилеп. И при градењето на монополот во Прилеп се случува една случна случка со дедо ми, му дават еден човек грамаден да му помага. Дедо ми беше мал човек, а тој грамаден голем. И вика, и знаете кој беше тој човек што му помагаше на дедо ми и кал му правеше, му беше калџина дедо ми Трајко Николов. Методи Андонов Ченто. 10 години тогашната власт го затворила и кога го вратиле во Прилеп го натерале да работи и го понижувале, ќе одеш ке работиш и кал ќе правиш таму. А тој бил во таа егејската бригада која што граделе во Прилеп затоа што тој кога барале се борел за Македонија действувал дури и на територија на Егејска Македонија во селото Пожарско. И пожарени го знаат него. Во однос на приказката и понатаму за населбата Балканска и вложувањето на луѓето што граделе таму. Сега, да ти кажам една работа. Кога понатаму се создава Балканска, бидејќи е тука надвор од урбанистички план, со помош на државата, со владата на ВМРО ДПМН се дава можност луѓето да си ги легализират објектите. И тоа е еден од најголемите капитални проекти или револуција во дел на градежништвото во Република Македонија и мора да признаеме дека е така. Во понатаму се прават и водоводна линија, телефонска линија, игралишта, продавници се отвара се со помош на граѓаните од луѓето од таа населба. Во тој дел, сега чисто за ваша информација, бидејќи често пати повторувате приказката, ба ми е задоволство да го спомнам. Татко ми се вградува заедно жителите од населбата Балканска, бидејќи како председател на месна заедница и го градат водоводот. Сега во моментов, значи не умреа луѓето од таа вода што пие, тоа на времето се користеше водовод од памучната индустрија Македонка. Зошто го кажам? За да сватите еднаш што се случува во приказната. И таа вода кога ја користеа луѓето беше во ред вода за пиење. Меѓутоа, со потребата и намерата, уште во претходната власт, со претходниот градоначалник беше договорен и беше удрен камен темелникот за почеток на изградба и приклучување на населбата Балканска, Чадаклија и населбата Брегалничка со можност да се приклучат на водоводната мрежа на градски водовод. За на крај, сега во моментов се гради, не е завршено. Чисто вака за ваша информација, ако таму имаме некаде околу 300 куќи, само 50 се приклучени и некаде околу 20%. Значи не е завршен и тој ќе трае малце подолго, поради знаејќи ги динамиката и начинот на грабата како правите, подолго ќе потреба. Не знам дали ќе му треба уште еден мандат за да го направи тоа. Во однос на тоа, значи останата е истата водоводна линија, само се променети шахтите. Шахтите кај што се направени шахти и нови броила се направени. Толку околу водата за пиење, чисто да знаете што се случува. И тоа е лично малку таму. Така една работа. Сега во однос на не знам за Бокери ме прашувавте. И како ги собирал парите за бојки за рекетот, нешто судењето денес, така ве разбрав нешто, ако ве интересира. Не, за катните гаражи. Да, јас мислам дека за бојки 13 ме прашуват и за парите кои ги рекетира. Добро, се извинувам, не, друга тема, добро, се извинувам пошокон. Вака сега на работа. Зошто 5 години власт? Бидејќи така почнете, зошто 5 години власт? Ај вака да, искрени да бидем. Ајде вака да бидем искрени. Дали немаше еден период кога имаше едно прислушкување, 2001 и 2002 година таму. Дали не на идентичен начин Социјалдемократски сојуз дојде на власт како и сега? Се појавуваат бомби, се шпионират некои луѓе, му се седи под џам или му се уклучуваат телефонските апарати и секој ние како луѓе си имаме некоја и добра и лоша страна, некојаш интимна работа, ќе си кажеме дома и со жена, и со маж, и со деца, и со се, и со татко, и со мајка, некојаш може да бидеме и различни од тоа што луѓето не познаваат овде кај што седиме. Нали, јас кога ќе зборувам тука ќе речам кој си ти, ама можеби дома сум различен, можеби полош, можеби поарен. И такво едно чувство, некој да те шпионира, да те гледа на телефон и после тоа да го објави и да ти рече вака.
Почитуван, ти, знаеш, ти тој и тоа зборуваше, пази што ќе каже сега, ако не ти тргни се од власт, јас да дојдам. Не бе, почитувани колеги. На власт се иде со дела вака. Со 400 проекти. Не со шпионажа и со слушање на телефон. Тука е разликата. Тогаш 2015 се отвори приказната. Сега, 2015 искрено да биде време на македонската јавност. Дали немаше техничка власт? За ова ме прашуваше, за ова ќе одговорам. Дали немаше техничка влада 2015 година? Кога 5 министерства, вклучително 2 министри, тројца заменици министри, треба да работат и беа вклучени 2015 проверете. Сите знаат, цела македонска јавност. Второ, 2006 се прекина. Дали 2016 немаше пак техничка влада? Дали немаше техничка влада? Благодарам. А каде бевте вие цело време во тој период? Избегавте од парламентот, вашите колеги не учествуваа, оставија државата така на милост и немилост. Втора работа. 2017 сме сега. 2018 сме сега. 2019 пета година. За неколку дена иде 2016 кога влегувате во 6-та година. Меѓутоа за среќа на нашите граѓани завршува ова приказна со Социјалдемократскиот сојуз. И ние им кажуваме на граѓаните, ќе се потрудиме да ја вратиме, да ја обновиме државата. Затоа што ово се случува е страшно цунами што му се има случено на македонската држава. Да уште нешто да ви кажам. Ви благодарам, ама. Во однос и на возилата. Без разлика. Знам дека со можноста, тоа исто така закон кој го донесе ВМРО ДПМН. Проверете ги бројките, плюс минус у некоја бројка е. 250.000 возила имаше регистрирани 2006 година. Меѓутоа, сега во следната фаза имаме преку 500.000 регистрирани возила. Дали биле вакви или такви, бидејќи законот овозможуваше да се направи. Меѓутоа, стандардот на луѓето во тој момент е возможи. Знаете ли колку повеќе луѓе сега се чувствуваат гордо, имаат сопствено возило? Можеби малку поевтино и така натаму, се чувствуваат горди пред своите деца. Знаете ли колку луѓе во Република Македонија за она што го негираше почитуваниот колега дека бил законот за легализација лош? Знаете што се случи? Да тие луѓе одат дома и викат за 100 евра, јас имам сега куќа од 100 квадрати. Тоа е големината на влада. На тоа е големината размислување да се помогне на секој човек. Така да, почитуване колешке, јас дај Боже да направите повеќе од нас. Дај Боже да имавте 800 проекти. Во тие 800 проекти сигурно ќе беше подобро и за мене, и за мојата фамилија, и за сите околу нас. Нема, за жал. Единствено што требаше да направите да ги продолжите проекти кои што ги почна ВМРО ДПМН. Почитувана колешке, ве молам, од здравството се, ве молам, таму знам дека сте во комисијата, не знам дали сте председател на таа комисија или не знам, ве молам, ве замолам, не знам што да ви кажам. Почитувана заменик министер, вас, почитувани колеги, имаме неколку проекти што се суштински. Ова приказната друга вака така ќе памтат граѓаните, историјата кажува и се пишува. Опасна работа е, на крај ќе излези вистината и приказната каква била. И за мене, и за вас, и за сите. Една работа ве молам. Суштинска работа, ова дали сега се важни или не се важни овие катни гаражи, се многу важни. Бидејќи во таков развој кој му возможивме ние ко влада на ВМРО ДПМН да се развива Штип, има потреба од вакво нешто. Меѓутоа знаете уште што е поважно. Дај ве замолувам. Единствено што се гради е патот према Струмица заради премиерот Зоран Заев. Абе дајте ве молам, дека е колегата од Кочани. Дајте побрзате го патот према Кочани. Дајте тој пат да се. Клиничката болница ни е многу неопходна, ве почитувам кој. Значи ве замолувам како да направам. Не знам што сакам. Ама не почитувам колега. Значи ве замолувам, дајте